Добар ден, ви благодарам на поканата пред се. Подготовките течат во најдобар ред. Она што очекуваме е да имаме еден огромен масовен протест, каде што сите граѓани без разлика на нивната верска или национална или партиска припадност ќе ни се придружат и ќе го искажат незадоволството од политиките кои што оваа влада ги води или можеби поточно речено не ги води, бидејќи на секој поле нашата држава крахира. Во однос на вториот дел од вашето прашање, кој што се однесува на евентуалните проблеми, да кажеме, значи имаме некои индиции дека власта се обидува или пробува да се обиде на секој можен начин да ги спречи граѓаните да излезат на овој протест. Сепак апелираме да не го прават тоа и се надеваме дека нема да се дрзнат на било какви притисоци и со конкретни акции да ги спречат граѓаните вечерва да се појават овде пред владата на Република Македонија и да го искажат своето незадоволство против нивното неработење и погубните политики кои што ги имаме во оваа една година. Антивладиниот протест се поклопува со една година од владењето на СДСМ. Какви пораки ќе испратите вечерва и как ваша оценка за изминатите 365 дена нова власт? Оценката не само моја, мислам дека слободно можам да кажам дека и оцената на најголем дел од граѓаните на оваа држава е дека е катастрофална, без компас, да не знаат буквално на кој начин треба да се води и во кој правец оваа држава, почнувајќи од екзибиционистичкиот пристап во однос на преговорите за името и на решување на буквално сите македонски позиции во овие преговори, се до катастрофалната економска ситуација и катастрофалните услови во кои што живеат граѓаните. Гледаме дека се расфрлаат со флоскули секојдневно, дека кажуваат дека ќе направат, сето тоа го зборуваат во едно време, меѓутоа она што е битно на крајот на денот е кога граѓаните ќе го отворат својот новчаник, тој е празен и секој ден се прашуваат како ќе го преживеат тој ден за себе и секако за своите најблиски. Така, говорите за економски проекти и најчесто за неисполнети ветувања кон граѓаните, но што е со спорот за името со Грција, кој што е клучен во овој момент и како вие како опозицијска партија, доколку би се вратиле на власт, како планирате да го решите овој проблем и да ја внесете Македонија во НАТО и во Европската унија без евентуално решение на спорот? Факт е дека ВМРО и во минатото и одене секогаш се залага и ќе се залага за интеграција во НАТО и Европската унија. Тоа ќе продолжи. На крајот на денот, она што и во изминатиот период од неколку години како реформи се направиат, ги направи точно владите предводени од ВМРО ДПМН и ќе продолжиме на тој начин на конструктивен да придонесеме за добробит на сите граѓани. Во однос на самите преговори, она што е многу значајно се напоменато многу пати до сега, е дека ВМРО ДПМН секогаш имало еден став и тој став не го менува без разлика во каква позиција сме биле ставени. Тоа е тоа што треба да се опстои, и сите ние како граѓани на оваа држава, значи да знаеме на кој начин ќе се одвива целото тоа. За разлика од тогаш, денеска гледаме како владата предводена од ЗАЕФ и СДСМ секојдневно ги менува ставовите. Не знаеме точно што се случува, бидејќи преговорите ги води владата и буквално целата одговорност е само на нив и исклучиво на нив. Така, но сепак решението на споразумението е клучно за влез во НАТО и во Европската унија. Какви се вашите идеи? Очекувањата какви се? Очекувањата, особено тоа што последниве денови ги слушаме од грчка страна, во секој случај се негативни. Сепак нема да влеземе во шпекулации или коментари со цел да не наштетиме на процесот на преговори. Во оној момент кога ќе бидеме информирани, ќе ни се дадат информациите, исто како што направивме пред нецели 10 дена, 2 недели, ќе направиме исто така и во иднина. Мотото на вечерашниот митинг е Македонија ќе победи. Кого очекувате да победите? Дали токму предвремени парламентарни избори ќе биде едно од барањата кое што ќе го упатите вечерва? Очекуваме Македонија заедно, граѓаните, сите заедно, рамо до рамо со нас, да победат оваа влада, оваа неспособна влада, оваа криминално картелска влада која што ја носи Македонија во пропаст. Од неуспешните реформи во судството, преку ослободувањето на криминалците, секојдневниот рекет, закани и уцени кон сите граѓани на Македонија, нема скоро човек во држава кој што ги нема почувствувано на некој од овие начини влијанието на кој што оваа влада ја води оваа држава. Значи победата ќе биде исклучиво над СДСМ и симнување на оваа влада, бидејќи за оваа година видовме доволно дека буквално не знаат кај одат и како тираат. Значи ќе побарате предвремен парламентарни избори? Да оставиме неколку часи, имаме до протестот, ќе се обрати нашиот председател Мицковски, ќе ги слушнеме сите конкретно сите барања и се она што имаме да соопштиме. Така, господин Енушев, јас ви благодарам за разговорот.